Почитувани гледачи, во денешното издание на емисијата 15 минути зборуваме со Елена Јовановска, социјален работник, а во моментов ангажирана и како социјален работник во Шелтер Центарот за згрижување жртви на семејно насилство во Струмица. Изборот на гостинот и темата не е случајна, бидејќи се поклопува со 16 денови активизам против насилство врз жените и децата. Господја Јовановска, пред се, добра вечер, добре дојдовте, ви благодарам за тоа што ја прифативте поканата да зборуваме за една толку важна и чувствителна општествена тема. Најпрво, добра ви вечер. Ви благодарам што ме поканивте да учествувам на 15 минути со. Поздрав до гледачите. Ова е еден интересен момент кога всушност сите ние сме должни да зборуваме, имаме на некој начин обврска и одговорност да бидеме активни против насилството и семејното насилство, а токму во оваа област вие работите. Може ли да ми кажете еве колку време трае вашиот ангажман во Шелтер Центарот за семејно насилство и кои се обврските на еден социјален работник? Па така. Зависи, значи, од самите случаеви. Кога ни доаѓа нова жртва на семејно насилство, сигурно дека треба поголем период да се работи со неа и има повеќе работа. Значи, првично, нели, кога имаме жртва на семејно насилство, најпрво самата жртва е со големо чувство на страв, со тага, со беспомошност и ние таму како стручен тим и волонтерите мораме да ја подадеме рака. Најпрво, значи, јас започнувам со интервју, со прво интервју, каде започнуваме така еден структуриран разговор, каде основните податоци ги собирам за неја, за самата жртва, генералиите. Од каде, значи, започнува и самиот разговор, од кога дошло до тој момент, дали постоеле повеќе насилства, каков вид на насилство постоел. И така, значи, кога би направила една обсервација на сето тоа, најчесто кај нас жртвите што доаѓаат се од семејства каде што постои зависност од алкохол. Самото тоа, значи, кај нив, затоа што лицата што се со зависности, кај нив е малку подруга психологијата и кога се под алкохол не се сочувствуваат со трезвеноста и овде, значи, се пројавуваат знаци на насилство на Тешко ли е да се комуницира со една жртва? Вие спомнавте дека тие се многу чувствителни и ранливи во периодот кога доаѓаат. Како ја стекнувате нивната доверба за да можете понатаму да работите? Значи, како социјален работник, јас работам според одредени методи и техники на работа. Најпрво, значи, го подготвуваме еден генограм, од каде што се согледува самата ситуација во семејството, како на самото нуклеарно семејство, така и трансгенерацијски, преносот на самите проблеми и во другите семејства, како, например, ако кај таткото постоела зависност на алкохол, тоа трансгенерацијски се поврзува и во самото семејство. И тоа, значи, се прави една слика на блиски релации, како мајката со децата, кога нели постои такво насилство, е во коалиција со самите деца. Значи, тоа се гледа една слика. Сега првично, нели, кога ќе дојдат кај нас, кога ќе го подготвиме тоа, ние потоа почнуваме на нивна подршка, на психосоцијална подршка,
каде на најлесен начин, значи да ги надминат тие ситуации, значи да дојде до улеснување на таа емоционална напнатост. Тие се ранливи, безпомошни, со слаба самодоверба и работиме на јакнење на силни страни, на самодоверба, на сигурност, значи и повторна реинтеграција во социјалната средина, затоа што тие кога ќе дојдат се со многу страв, со силен страв, чувствуваат дека повторно самиот насилник ќе ги нападне, значи тоа трае неколку дена. Баш тоа сакав и да ве прашам, колку време е потребно да излезе од таа некоја состојба на шок жртвата по пристигнувањето? Некаде околу 1 месец има потреба, значи од секојдневен разговор или преку ден, така да легнат малку работите. Се работи на нејзина мотивација за понатамошно, значи повторно да се подигне како личност, да започне повторно на работа, затоа што тие кога ќе дојдат, значи потребно е прво да се соземат некаде околу 1 седмица, да се увидат кај се, значи да се адаптираат на новата средина каде што живеат, затоа што тие некогаш не доаѓаат сами, доаѓаат и со деца. Тоа е уште повеќе стресно, како за нас, така и за нив, затоа што и ние се сочувствуваме со самите нив. Така. Значи, ако не се сочувствуваш, немаш емпатија спрема нив, ти не можеш, значи, да работиш. Едноставно и ние ги доживеваме сите нивни ситуации, како се случило, што се случило. Значи, мора да ги вратиме на самите случувања што се случило, значи за нив тоа сигурно е многу болно, но со текот на времето ги надминуваат самите ситуации со помош на нас, стручниот тим, што сме. Работиме и на групна работа, каде што самите што се таму веќе сместени, тие потпомагаат на тие што се дојдени жртвите. И тие се еден вид подршка, зашто самите себе помеѓу нив, кога ќе почнат да разговараат, си се подршка една на друга, зашто и тие си ги разбираат нивните проблеми и едноставно се... Има ефект во таквите терапии. Да. Што е некој од најголемите предизвици со кои што вие се соочувате кога станува збор за работата со жртви на семејно насилство? Кои се некои специфични ситуации што можеби бараат дополнителна енергија, време и напор? Да, сме имале така лица што се во повозрасна категорија на жртви. Тоа ни требаше малку поголема организација, затоа што кога имаме старо лице, возрасно лице, има потреба и како негувател. Значи да си поддршка и во друга основа, не само стручна, туку и во друг вид на помош. Па така мораме и на тоа да обратиме внимание, затоа што сепак се луѓе. Сепак се луѓе и исто така, се сочувствува со нив, се нашле во таква ситуација и ние сме таму и мораме да помагаме, значи на било кој начин тоа мора да се. Тоа ме наведе да ве прашам, бидејќи спомнувате дека понекогаш имате активности кои што дури не се можеби во описот на вашата задача. Дали сте имале ситуации кога треба да постапувате пошироко од овластувањата, да речеме, она што дали секогаш работата која што знаеме како е во теорија излегува дека треба и така да се спроведе во пракса, или има многу и одстапување, да споделиме некое, можеби ако ви доаѓа на ум искуство? Па сега некако не е добро да лични податоци да се кажуваат, ама имавме случаеви на лица со некоја потешка дијагноза каде што треба малку повеќе енергија да се даде, но некако ќе изнаоѓаш начин да се смири самата ситуација, затоа што
од ситуации до ситуации има многу разлика. Така. Напорно ли е, стресно ли е да се работи да, со жртви? Како вие ги чувствувате? Едноставно се соживуваш, со секој нов случај се соживува, значи не можете да направите, нели, целосна дистинкција и да речеш кога ќе заменам од таму, не ги носам мислите за таа личност со мене. Ги мислите ли честопати? Да, мора да ги анализирате, мора, затоа што, нели, кога повторно ќе одиш таму, мора да одиш ти со нова програма, нов начин како да пристапиш, зашто секоја жртва си има своја приказна. И за секоја жртва треба нов начин на действување. Дали ова искуство вас ве промени на некој начин? Ви откри некои нови сознанија? Има ли разлика, Елена, како социјален работник и иден семеен терапевт пред и после ова целогодишно искуство со жртвите? За мене, да, многу големо искуство. Како што велиме, од самите нивни искуства, носиме искуства некогаш и дома и во нашите семејства. Значи, големо искуство е тоа. Така, и голем пример. Вие имате веќе и поприлично големо искуство со работа со граѓани од ранливи групи, со лица со попречености. Да. Како вие лично се најдовте во оваа област, во областа на социјалната сфера, бидејќи ова се 15 минути и навистина би сакале да ја слушнеме вашата приказна? Па ева, јас започнав најпрво да работам со лица со телесна попреченост. Работев во Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско околу 11 години. И така имам искуство со нив. Значи, тие се една ранлива категорија каде што карактерно се сите различни и со секоја лица треба различно да действуваш. Моментално работам и во Реха центарот и тоа е исто така каде се работиме на лица со телесна и со интелектуална попреченост, каде правиме проценка на самите лица за да ги вклучиме во вработување. И некако, па што знам, се дополнувам. Како го откривте тој повик кај себе? Како средношколец, која беше одлуката да се запишете токму на ова високо образование како социјален работник? Некако повеќе некако бев во тие маргинализирани групи на луѓе каде што имаше многу субкултура, имаше се бавев со уметност како мала, пишував поезија. Така правевме некои уметнички качиња, правевме ликовни колонии со поезија, нешто така, и имаше една личност и ми кажа, велам, што работиш? Вика, работам социјален работник. И викам, да, и што работиш? Еве, вика, со тие работам, маргинализирани луѓе. И така ми стана многу интересно. Затоа што секоја група од тие си има своја приказна. Сега кога работам еве со лица жртви на семејно насилство, некако многу ми лежи, епте ми легна таа работа. И еве и сега кога се запишав и на Институтот на семејно и системска психотерапија, некако многу полесно ги осознавам како одат сите работи, така во сите членови од семејствата, кој член како може да дојде до ваков степен на проблем, на симптом. И некако така, коцките се вклупуваат некако и интересно е, сепак е многу интересно, можеби е многу стресно. Треба да имаш голема емпатија за да го работиш сето тоа. Многу чувство, едноставно преку невербална комуникација да ги осознава самите лица. Значи не ти треба комуникација.
Доволно е да имаш едноставно што велиме нюх. Да да го ги почувствуваш, осознаеш да ги самите, почувствуваш да нивните ги енергии. почувствуваш. Ако го немаш, мислам, тоа тешко можеш да ја работиш таа работа. Со оглед дека ова е многу енергична работа, се трошиш на некој начин. Како ја повратуваш енергијата? Што те исполнува? Што те релаксира за да можеш утре со нови сили да продолжиш во следните предизвици? Најмногу ме релаксира пешачење во природа. Јас со моите дечиња често пати пешачиме, исто така и вежбам аеробик и читам книги. Тоа едноставно ми дава енергија за да продолжам понатаму. Така. Елена, јас многу ви благодарам за разговорот во 15 минути со. Се надевам дека и на гледачите кои што не следеа им разјаснивме малку повеќе за тоа колку е всушност чувствителна и посебна оваа категорија на граѓани, оние што се соочуваат и живеат со насилство, и да ги поттикнеме, доколку се сведоци на насилство, да го пријават во надлежните институции.